Леброн Джеймс се врати. Вајстина се врати. Супер се изигра на првата дома, зема само 7 шута, погоди 4, подели 12 асистенции и на теренот беше фиеста. Ама синоќа во Јута, 8 од 18 од поле, 0 од 4 за 3 и види го шо пре у задња минута на тесен резултат. Уште мисли дека сме 2015, а тука Лейкерс играат одбрана 5-3, а кралот нигде го нема. Кај бе? Еве го. Дреме у офсайд кода е Дарко Панчев. Иста песна и у второ полувреме, Лейкерс играат одбрана со хендикеп, -1, разбираш? Ама битно, прв е у транзиција да ја закуца. Знаеме дека уште може да ја куца, ама бар гзот у одбрана да омрднеше, не ќе беше лош. И на крај ќе ја изгубеа за малце. Стариот се врати некако, али еден куп други звезди стиба мамата. Ај што ја почнавме сезоната без Тейтум, Халибуртон, Лилард, Кайри, Джей Даб, Ван Влит, него на почетоков се повредија и Вемби, Јанис, Треј Јанг, Сабонис, Джаморан, Банкеро, а за стаклената четворка Ембит, AD, Кауај, Зајон не ми се ни премуавет. Убаво кажа Стив Кер, Голден Стейт играле 17 утакмици у 29 дена низ 13 различни градови. Што е многу е. И после ќе речат, а Ешакари вака, а Ешакари така. Па шо да пре жената, кога тој волот дома се нема прибрано. Шала на страна, темпото на игра е на пеколно ниво, распоредот е густ и двете у комбинација резултираат со најголем број повреди до сега. Сепак се луѓе. Само Никола Вучевич е машина. Портланд се надеваше на камбек, ама Вучекот им заржа на крајот. Ова му е втор гейм уинер сезонава, после оној од корна против Сиксерс. Башка и најменјакот му здрви една, кога најмногу требаше за победа на Чикаго против Денвер. А која више ги спомнавме Нагетс, не можеш крајот да им го фатиш. Попара направија цел месец, па изгубија од Чикаго дади. После ги тепаат Рокетс у гости, па губат од Сакраменто. Кажи ми даре за кучката од Сакраменто. Ама битно Јокичот продолжи да збира поени за на дан контест. Jokic reverses, and there he goes again! Put him in the dunk contest! Şengün, isolation, head and shoulder fake. Jokic takes it in! Види го тибуцкастиот лета кода е дрим кетчер на хиподром, еј. Вака така, Денвер се уште на второ место, а OKC далje руши се пред себе. 17-1, човече. Детройт уште нема изгубено откако зборевме, па Кейт Канингем заслужено се најде у трката за MVP на 5-то место. Ај остај тоа, ама Торонто бе другари, 7 победи поред, втори на исток. Ма немој да ме јебеш, бре. Од другите вести низ NBA, Крис Пол реши да ги закачи патиките на клинец после оваа сезона, па се надеваме дека ќе проба да го убеди и другарчето да го направи истото. Дај Боже. А нашата неделна топ листа, за убаво да ни тргне, ја отвара Джулијан Шемпени. Удара у главу ко шампањац. А на Кет му текнува од време на време дека не е маче, туку животно од 2015, па со бек-ту-бек куцања го здрма обручот у Далас. На едно место подоле, пак ги имаме кутрите Маверикс, само што овој пат Треј Марфи Пеликанот си поигрува со нив кода се малите пајчиња од малското мочуриште. На 7 место го имаме Стефан Хитчек, овајде Колин Гилеспи, кој со ова флоутерче у последниот напад ги реши Минесота. А Онјека Оконгу, ка се наљуте, као модре, пуздер ги направи Пистонси. Затоа што е многу јак, по втор пат го гледаме мојот именјак, а искрено Шенгун поише личеше на Шенгюл у оваа ситуација. На 4-то место го имаме PJ Вашингтон, кој реши да им се одмазди на сите што ги заебаваа на Мавс. Брендон Инграм цела вечер го мачеше рукито на Шарлот, Рајан Калкбренер, кој прво мислев дека му е син на познатиот DJ Пол. Не еднаш, 2 пати му ја закуце у фаца, а на крај за да ја зачува победата на Торонто, му залепи една банана да се чуди од кај се појави. Бројме ситно, па на второ место слета Лука Меджик, кој без обзир кон стариот лав му ја протна кроз ноги пред да му ја фрли на Хейсу празно за шоутајм у Јута. И на првата позиција, кој друг како не Вуле, кој го гледаме уште еднаш со оваа тројка со звукот на сирената. Погаѓам ко Мирза, у звук сирене. Тоа е се за второто издание на NBA Action. Ставете лайк, сабскрајб и шер на другарчето, кежуалчето што сака да прати, ама нема време за NBA. Позз.